Молк од болниците, клиниките и здравствените домови низ Македонија. Речиси ниту еден директор не сака да зборува за финансиската состојба во која се наоѓаат институциите со кои тие раководат. Меѓу оние кои се одважија да одговорат е првиот човек на болницата во Штип, која е меѓу 10 најзадолжени. Директорот доктор Ален Георгиев во изјава за Алфа ТВ не го крие тоа и сламка за спас гледа во фондот за здравственото осигурување. Буџетот ни е околу 550 милиони денари, а долгот во моментот е 90 милиони денари. Должници ни се Министерството за здравство, други здравствени и физички лица, а должиме најмногу на фирмите за лекови, кислород и лабораториски реагенси. Очекувам во текот на годината да добиеме дополнителни средства од ФЗО за да се стабилизираме. Имаме најави од новиот министер за дополнително зголемување на буџетот за отприлика 30 милиони денари повеќе од сегашниот. Од друга страна, директорката на Прилепската болница, Кети Смилеска, вели дека тие се финансиски стабилни. Нашата болница е во стабилна финансиска состојба, имајќи во предвид дека имаме зголемени трошоци во однос на зголемени лекови, реагенси, зголемена потреба од користење на кислород. Но сето ова овозможуваме да се покрија тековно, значи ги покриваме обврските кон добавувачите онака како што доспеваат. Морам да напоменам дека не секогаш бројките, сумите, финансиските средства се најбитни околу вложување во човечкиот капитал. Другите директори не коментираат на оваа тема. Неофицијално немале одобрение од Министерството. Оттаму конечно одговорија на прашањата на ТВ Алфа, но со кусо и штуро соопштение. Ја следиме работата на сите јавно здравствени установи и соодветните служби ги следат аспектите како од функционирањето на установите од стручен аспект, така и од финансиски аспект. Во однос на финансиската состојба, како и причините за настанувањето на долговите, најпрви треба да се земе во предвид дека секоја установа има определен буџет кој претходно е усогласен со ФЗОМ, преку утврдени параметри и реализирани здравствени услуги. Поранешниот министер за здравство Арбен Таравари пак на вчерашното гостување во што не е јасно на ТВ Алфа за долговите на јавното здравство не гледа излез во наредните 5 години. Оваа ќе бидат последици со кои што ќе се занимава било која власт, здравствена власт зборам, следните 4, 5, 6 години, место да инвестира на ново изградена болница, ќе ги исплатуваме долговите на неспособните директори кои што ги направиле тие долгови. Ние сме пример за фантастично приватно здравство, кое што функционира безпрекорно. Значи, нема во ниедна соседна држава толку успешни приватни клиники и сме пример за најлошо јавно здравство. Според податоците од Министерството за финансии, на крајот од минатата година, болниците, клиниките и здравствените домови заедно должеле 68 милиони евра, а дополнителни речиси 30 милиони се во недоспеан и неплатен долг. Болниците и клиниките се уште имаат по двајца директори, а укинувањето на економскиот директор беше ветување на владеачката СДСМ уште на изборите во 2016 година. Ветувањето досега не е исполнето.